Добро вечер, во уште едно издание на емисијата Во фокус. Овој пат со наш и ваш вечерашен гостин, градоначалникот на општина Карпош, Стефчо Јакимовски. Намерно прв пат ве презентирав како градоначалник на општина Карпош. Добро вечер и ви благодарам што се одзвавте на поканата. Се разбира и председател на ГРОМ, меѓутоа подолу за тоа. Најпрвено она што ќе ве прашаме е дека имавте еден така забележителен успех кој што не беше необјавен од медиумите, односно вие добивте од Долна Австрија го примивте меѓународното признание кое е именувано Климатска ѕвезда 2016. Признанието кое е дел од сферата на заштита на човековата околина, заштита на природата, го доделува Климатска алијанса и интересно е да се каже дека таму членуваат 1700 членки од 26 земји. Ова е престижна награда. За кои проекти го добивте? Да, ние сме прва земја од Балканот или прва општина од Балканот која што добива вакво престижно признание. На Запад не даваат награди за зборување, ветување или не знам зашто, и за неработење. На Запад се добива награда за сработено. Она што го имаме сработено, значи проектот за реконструкција на фасадите. До сега ова година ќе завршиме негде со 50 реконструирани фасади, а предвидени се 160 фасади, сите се термички фасади, што значи дека ставаме термичка изолација, граѓаните ги именуваат прозорите, значи објектите стануваат енергетски ефикасни, имаме помала потрошувачка на енергија за затоплување, во летно време исто така помала потрошувачка на енергија за нивно ладење, со тоа се намалува емисијата на гасови во атмосферата. Второ, ние сме единствена општина во Република Македонија која што враќа дел од комуналиите, значи може до 25% од комуналиите да се вратат назад доколку изградите енергетски ефикасен објект. Тоа значи фасадата да биде според стандарди, тоа значи прозорите да бидат исто така со стандарди кои што под еден коефициент на изолација да имаат, да грејењето да биде на обновливи извори на енергија, да се користи исто така сончева енергија, внатре корисниците на електрична енергија да бидат штедливи, светилки, апарати и така натаму, и кога сето тоа ќе се собере, значи практично половина од инвестицијата што ќе имате во сите овие работи, вие преку комуналите може да се ги вратите назад. Тоа беше втората работа. Третата работа затоа што ние сме општина која што веќе дел од училиштата ги преориентира на обновливи извори на енергија, на вода, грејење, исто така со дрвен чипс имаме одредени училишта. Сега новата општинска зграда исто така ќе се грее со вода од подземните води. Следната работа е што општина Карпош сите светилки, 4500 светилки ги променивме со така наречени штедливи светилки, и уште една и сме единствена општина која што имаме поставено астрономски часовници и ормарчињата се извадени од трафостаниците на Еванаш, значи не плаќаме за услугата, туку ние сами командуваме со тоа кога се пали светлото, кога се гаси светлото. Сега веќе е предвиден еден централен диспечерски центар кој што ќе знаеме која светилка работи, која што не работи, кога одредена светилка, да речеме одредено светло треба да го намалиме, да речеме во раните утрински часови и така натаму, кога е мала фреквенцијата на движењето на граѓаните и така натаму. И последната причина зашто ја добивме оваа награда е затоа што го одржуваме зеленилото и одржуваме хигиената, иако тоа не е обврска на општина Карпош, туку на градот Скопје преку јавното претпријатие Паркови зеленило и комунална хигиена. Искам да видам, ми придоа постоа повеќе учесници на конференцијата, имаше преку 500, таму имаше луѓе кои што се од делот на науката, експерти, представници на невладини организации, представници на влади, на региони, представници на општини, значи едно навистина еден сериозен собир ми придоа и ми рекоа дека оние што ги оценувале дека многу добри проекти има општина Карпош. Посебно ги интересираше како тоа ние ги правиме овие термички фасади, тоа како општината финансира, за нив е невообичаено тоа да го финансира општината, не самите граѓани, и посебно беа задоволни од тоа што враќаме дел од комуналите за сите оние кои што прават енергетски ефикасни објекти. Сакам да кажам дека општина Карпош многу работи во овој дел.
и во делот на енергетската ефикасност, и во делот на зачувување на животната средина. Впрочем, ние добивме уште една награда 2012 година, бев прогласен за најградоначалник во југоисточна Европа. Во моментов општина Карпош е на прво место од сите општини во Република Македонија по број на проекти. До сега сме објавиле 280 тендери, тоа се 280 проекти кои што се работат на територија на општина Карпош, и сега кога ќе споредиме, има општини кои што има 10, 12 и така натаму, со овие 280, тоа само кажува колку енергија, колку труд се вложува. А да потсетам, за било кој проект вие прво мора да го имате тој дел во урбанистичкиот план, мора потоа да направите извод од урбанистичкиот план, мора да направите проектот мора да биде ревидиран, мора да добиете согласност од бирото за јавни набавки, па да објавите, значи тоа е еден процес кој трае за еден проект најмалку година дена. И само сакам да кажам колку ангажмани има службите и внатре и однадвор и фирмите кои што работат за нас и така натаму. Така може да се рече дека овие проекти навистина се интересни и се надевам дека некои од градоначалниците од североисточниот регион кои што го покрива К3 телевизија ќе слушнат и не е лошо да се земе некоја од тие идеи да се преточи овде во поголемите општини, се разбира. Во меѓувреме и градите повеќе плоштади, имавте одредени реакции од тамошното население, од жителите на Карпош, особено за одредено сечење на дрва. Каков е вашиот став по тоа прашање и дали стигна реакциите? Гледате вака, овие од Австрија, од цела Европа разбрале дека не сечеме дрва и не уништуваме зеленило. Само луѓето кои што имаат политички наочари ставено, тие нормално дека и слушаат и гледат тоа што сакаат да слушаат и да гледат. Општина Карпош не уништила ниту едно дрво, не уништила ниту едно зеленило. На тој дел во Карпош 4 ние сакаме постоечките стази кои што се со бекатон коцки поставени пред 15 години, кои што дел од нив се денивелирани, дел од нив се оштетени, дел излегло трева и така натаму. Сакаме да поставиме нови, современи, истите ги носиме од Загреб, значи со многу подобар квалитет. Тоа се истите оние бекатон коцки што е направен плоштадот во Влај, сега правиме улицата Франц Прешен исто така во Влај и другиве плоштади што ги правиме. Значи таму не правиме плоштад, туку парк. Постоечките шеталишта ги заменуваме со нови бекатон коцки, нити се шири димензијата, нити ништо. Не сече, нито едно дрво не се сече. Постоечкото дечко игралиште го вадиме и правиме ново, современо, во вид на брод, каде што децата ќе може да се чувствуваат како пирати и како капетани и така натаму и така натаму. Следната работа е клупите ги заменуваме со нови урбани, современа урбана опрема, клупи, корпи од махагони дрво, значи кое што е многу трајно, многу поквалитетно, естетски многу побој изгледа, све е тоа дело на наши инженери и архитекти. Поставуваме хидранска мрежа, поставуваме цветни аранжмани и сега оние што се против се велат, ќе ни се собираат луѓе, ќе ни прават галама. Ние на секој плоштад поставуваме кукичка, во која што кукичка имаме обезбедување платено од општина Карпош, за да оние кои што се трудат во досните ноќни или ранните утрински часови, особено тинеџерите, да го реметат ред, отимират, веднаш да реагираат. И сега кога и тоа не сакате да го разберете, тоа значи дека си имате проблем со политичките ставови. Одредени политички партии, особено опозицијата, се труди да ги лаже граѓаните дека ќе им се уништува, значи на секоја добра работа што сакаме да направиме, тие се трудат да ја прикажат во лошо светло, меѓутоа граѓаните на Карпош се доволно свесни. Манипулацијата не е можна, може би некому успева на едно парче, меѓутоа резултатите се евидентни во општина Карпош и евидентно е која општина најбрзо се развива во Република Македонија. Тука веќе спомнавте политика, ќе проидеме сега на политички теми, односно како председател, како лидер на партија, значи нема навестување дека би можело да дојде до уште едно одложување на предвремените парламентарни избори. Има најави дека ќе пристигне Јоханес Хан, кој што силно ќе ги притисне лидерите на 4 големи политички партии потписници на Прежинскиот договор. Нашите домашни аналитичари исто така оценуваат дека Хан овој пат ќе изврши силен притисок, особено во делот на почитување на обврските од Прежинскиот договор, но и правна разврска на политичката криза која веќе трае подолг временски период. Па за мене Хан и досега не се покажа како некоја голема сила и голем фактор во оваа работа. Гром е единствената партија која што Пржинскиот договор уште минатата година во јуни месец го оцени како една голема пржинска измама.
времето покажа дека таа измама и досега два пати беа измамени граѓаните на Република Македонија, и за 24 април и за јуни месец одлагањето на изборите. Ние сме скептици дали тоа ќе се случи и сега во декември, мајки предвид дека опозицијата на рейтинг листите и натаму стои многу лошо и дека практично нема причина зошто бидел на избори, кој знае дека однапред ќе ги изгуби изборите и знаат дека ова раководство што го има Социјалдемократскиот сојуз постоја ќе треба да си замине. Некои од нив знаат дека ги чека и судска разврска на предмети кои што се наоѓаат во суд, и тоа се главните причини зошто и овој пат ќе се обидат да бараат разноразни изговори за да можат да ги одлагаат изборите. Затоа ние сме скептици. По мене очигледно досега Хан не беше некој фактор кој можеше сериозно да влие за почитување на тој нивни пржински договор кој што ние имаме негативно мислење за истиот. Да, дали тогаш очекувавте дека ќе бидете прашани за одредено мислење вие и останатите учесници во политичкиот амбиент? Па тие очигледно ќе разговараат со лидерите на поголемите политички партии и еве докаде ја доведоа Република Македонија. Нивните разговори и нивното посредување веќе 2 години, очигледно до 15 февруари ќе бидат 2 години, нема резултати и не оди состојбата во Република Македонија. Имам чувство дека тие само долеваат огин на маслото, а ништо повеќе. Ако тие досега кажеа создадени се услови за да се оди на избори, прошистен избирачкиот список, избирачки модел пропорционален е на барање на опозицијата, на представниците на власта им одговара мнозински систем, значи моделот е нивни, бара да има специјално обвинителство, бара буџет за специјално обвинителство, значи се е тоа завршено, бара премиерот да се повлече 100 дена пред избори и тоа е завршено, бара адхок тела, бара регулација на медиуми и така натаму. Ние веќе нема што, сега излегуваат со нови барања на специјалното обвинителство, му требало нов рок, му требало измени законски и така натаму. Па ако му направивме измени законски на Зврлевски, ако му направивме да му дадевме 2 години да рачистува одредени случаи, веројатно тој ќе имаше повеќе резултати што денеска од тоа што денеска ги има специјалното обвинителство. И до ваква ситуација доаѓаме затоа што Социјалдемократскиот сојуз единствена надеж и единствен столб на кој што се потпира и единствена политичка понуда е специјалното обвинителство. Ако тамо нема нигде, нема ништо, а очигледно тамо се покажа со ќорци, тоа е причината зашто и тие не можат да испорачаат ништо квалитетно до граѓаните на Република Македонија. Не можете вие со понуда специјално обвинителство да барате да добиете власт и да водите држава. Добро, специјално обвинителство, а што планирате да правите со државичката? Тука немаме апсолутно никаква понуда од Социјалдемократскиот сојуз и тоа е главната причина зашто рейтингот не мрда ништо повеќе. Јас сум длабоко убеден, најдобро време за Социјалдемократскиот сојуз за избори беше минатата година во мај месец. Тие го пропуштија тој рок и од сега натаму само се повеќе ќе тонат. Токму она што го зборат евроамбасадорот неодамна беше туку во Куманово и од тука ја даде изјавата дека недавањето поддршка за законот за специјално јавно обвинителство дали ќе може едноставно да го поремети предвидениот датум за одржување на предвремените парламентарни избори, иако тој ги повтори позициите на Европската Унија дека не може да има одлагање на изборите и дека тие се единствена можност да се реши политичката криза. Европската комисија е политичка структура кој што често пати тоа што ќе го кажат си го порекнуваат. Главни играчи тие си ги сметаат и натаму, тие трчкаат по ставовите на Соединените американски држави, тие кажуваат одредени работи, меѓутоа многу често тие си покажуваат својот збор, дури излегот некогаш и смешни, затоа јас немам верба во тоа што тие го зборуваат. Впрочем и досега имавме многу изјави кои што не дадоа одредени резултати. Оваа криза во Република Македонија е вештачка. Оваа криза е да се обиде некој спротивно на волјата на граѓаните да наметне политичка структура која што ќе биде послужна према Западот и Соединените американски држави. Оваа криза е наметната на граѓаните на Република Македонија за да има структура во власта која што ќе биде слеп послушник на интересите на други држави, а не на интересите на граѓаните на Република Македонија, оние што гласат и оние кои што имаат милениумски идеал да имаат сопствена држава, и ние како партија затоа на таа страна не можеме и да застанеме. Од тие причини ние го критикуваме
Брежневскиот договор. Од тие причини ние не даваме подршка на специјалното обвинителство. Гром кажа дека Каценева е обвинител втора лига Југ. Само 2 дена потоа стигна потврдата на тоа што го кажеме со незиното интервју на македонската телевизија. Сметаме дека е срам за фелата, срам за науката. Сметаме дека жената влегла во некој филм во кој што смета дека треба да го ја врати 1948 година, односно Информбирото, каде што има еден те тужи, тој истиот те суди и тој истиот те спроведува во затвор кој што е нивни, бараат специјално обвинителство, бараат специјален суд, па ако може да биде специјален оддел, следно веројатно ќе бараат и специјални затвори како што беше Голи оток. Само за да дојдат во ситуација овие што се нивни политички противници, некој да може физички да ги тргне, за да можат евентуално да дојдат на власт, а видовте спремни се да продадат, да го продадат достоинството на оваа држава, да го продадат кредибилитетот на оваа држава, да ја дестабилизираат Република Македонија, да ја направат двојазичност Република Македонија, да имаме подпредседател албанец, значи да биде бинационална Република Македонија, и тоа денови гледаме дека се спроведува веќе во Источна Македонија кочени, значи име табла на Социјалдемократскиот сојуз на двојазичност. Ние сме граѓанска партија, ќе поштуваме правата на сите. Одговорно тврдам дека ниту интерес на албанците, ниту македонците да имаме двојазичност во Источна Македонија. Граѓаните од Источна Македонија ги надвиснала тешка мака со сиромаштија, со потрага по екзистенција. Луѓето се иселуваат од Источна Македонија и ние како капак сега уште да им ја ставиме двојазичноста, тоа значи дефинитивно целокупната надеж што имаат граѓаните на Република Македонија да им уништена. Очигледно дека Зоран Заев е спремен и на уште поголеми остапки, уште поголема продажба со националните интереси. Последното што треба да биде тоа името и грбот на Република Македонија, само како би можел да дојде на власт. Но очигледно дека постојат политички сили во Република Македонија, како што е Гром, која што енергично се спротивставува на ваквите работи. Ние дури му забележуваме и на премиерот Груевски и на ВМРО ДПМН за преголемата попустливост и кон оние кои што притискаат од надвор, односно на чадорот, и кон Социјалдемократскиот сојуз. Сметам дека треба се застане машки, или си власт, или не си власт. Не може повеќе да има остапки и нови барања. Ако не сака да оди на избори, нека се живи и здрави. На локални избори мора да дојдат, затоа што локалните избори се утврдени со закон и тие се секои 4 години, третата недела од месец март, што значи дека нека бегаат од парламентарни, ќе дојдат на локални избори, ќе си ја видат суровата вистина и потоа. Тука кога сме веќе кај изборите, би ве запрашала, значи вие како политичка партија сте против одржување на овие сегашни предвремени парламентарни избори, дали го сметате? Ние тогаш уште на самиот почеток Гром рече предлагаме избори да имаме заедно со локалните избори. Значи тоа е ставот што не го менувате. Значи уште пред година дена и еве што се случи, пак дојдовме, сега сме на колку? 3,5 и 3 на 6,5 месеца пред локални избори. Значи по сите правила што влезете 6 месеца во локални избори, вие треба да имате да ги споите локалните и парламентарните, а сакам уште една битна работа да кажам. Ние на секое закажување на избори и распуштање на парламент не можеме да продадеме земјиште. Не може граѓани ако има да дооформи парцела. Не може откуп на земјиште. Не може она по 1 евро. Не може денационализација. Не може ништо. Не можеме тендер да распишеме. Стои цела држава тие 2 месеца. Овој пат, оваа година, досега 2 пати по 2 месеца, се 4 месеца и сега нови 2 месеца, 6 месеца, што значи дека од 12 месеци оваа година ние 6 месеца не сме работеле. Трпи цела држава, трпи локална самоуправа, а штом ќе завршат изборите на 11 декември, најмалку месец дена ќе има така подготовки за ако има жалби и така натаму и така натаму, значи ние до 15 јануар ќе имаме со предвремените ќе се занимаваат предвремените избори и веднаш после тоа треба да распишеме локални избори, што значи дека ние тотален застој на целата држава правиме и правиме огромна штета на Република Македонија, а ќе влеземе во уште подлабока политичка криза, затоа што еве сега веќе Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз навестуваат дека кризата сега од меѓупартиска ќе ја пренесат на етничко поле. Зборите за двојазичноста која што некој двојазичноста, бинационалната држава под председател албанци, така натаму, значи сето тоа ќе го пренесат на меѓунационални основи, што е уште потешка работа и
ние наредната година, ако направиме локални избори, председателските избори се 2018 година, јас гарантирам дека нема да имаме цензус и излезеност за председателските избори, ќе влеземе во уставна криза, односно нема да може да се избере председател, а тоа е целта председател да се тоа го сака и СДСМ, тоа го сака и ДУИ, да се бира председател на Република Македонија во парламентот, а тогаш председателот ќе биде предмет на пазарења и тоа значи имаме нови проблеми, нови проблеми кои што ќе бидат и од уставно правен карактер, проблеми кои што ќе бидат практично да се Република Македонија никако да се стабилизира, туку и натаму да се тресе, а тоа е единствена вина сноси само Социјалдемократскиот сојуз и никој повеќе. Неодамна и тие, односно Социјалдемократскиот сојуз изнесе свој план, да кажеме, своја програма со која ќе настапува на овие предвремени, бидејќи сите четворица лидери официјално ниту еден од нив не се произнесол дека предвремени парламентарни избори ќе нема, односно начално се за одржување на овие избори. Веќе е формирана владата, значи има министри и заменици министри од опозицијата предводена од СДСМ. Сепак, она што сакав да ве нагласам и вие и самите рековте дека сте против работењето на специјалното јавно обвинителство и она што особено опозицијата дури не ги ни споменува формирањето на владата и останатите пропратни елементи содржани од Прежинскиот договор, кои што министри во владата, заменици има... речиси сите се исполнети, да. буквално сите од тој договор. Каков е вашиот став за работата на специјалното јавно обвинителство и сметате ли дека ќе овозможи еден вид, да кажеме, стабилизирање на состојбата на Македонија, иако рековте дека ќе се поклопуваат? Сега ќе ви кажам вака сега. Прво, бомбите почнаа да се објавуваат на 15 февруари, за 3,5 месеца до 15 јуни ние му ги земавме геrenциите на Зврлевски и државното обвинителство. Пазите, за 3,5 месеца рековме дека немаат покренено ни едно обвинение, немаат резултати, не веруваме и така натаму и така натаму. Кате се јанева за година и пол нема направено ништо. Што се главни незини работи, кој го опцуил Љубе Бошковски, кого го апсел, кој на кому рекол да му удрат шамар и така натаму, тоа се навистина смешни работи. Ние видовме дека господјата Јанева стана продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз. Практично стана основна организација на Здружен труд на Социјалдемократскиот сојуз, дека целиот процес го тера еднострано. Ние како граѓани, секој граѓани, без разлика на етничка припадност или пак на политичка припадност, не интересира да ни каже прво кој прислушкуваше, кој го нарачал прислушкувањето, дадено ли е пари за тоа, втора работа, има ли криминал, ако има, да го открие, ако нема да каже нема. Јас искрено да видам од самиот почеток не очекував некои големи резултати, ниту пак спектакли. И проблемот е кај Социјалдемократскиот сојуз, што со избирачкиот список на граѓаните им создаде впечаток дека се фантомски има 150.000 гласови, испадна дека нема фантомски 150.000 гласови, значи целата работа падна како мејор од сапуница. Сега создава впечаток, не знам, специјалната обвинителка ќе нашла криминали и така натаму, одговорно тврдам дека ништо крупно тука нема да се случи. Зошто? Секој што работел во извршна власт знае дали системот воопшто тебе ти дозволува да направиш ти крупна глупост за која што ќе треба да одиш долги години на робија. Значи, постојат комисија за јавни набавки, постојат тендери, постојат електронски надавања и така натаму, значи ништо од тоа вие да сакате, системот едноставно не ви дозволува за да можете. Зашто јас искам да бидам сум спокоен? Затоа што знам што работам, затоа што знам како функционира државата, затоа што знам како функционира локална самоуправа, администрацијата и одговорно тврдам дека ништо крупно за ова нема да се јави и бадијала на граѓаните им создаваат впечаток и очекувања дека тамо специјалната обвинителка ќе најде спектакл, а очигледно дека таа исто така си ја презела својата улога. Поштено е да се каже, ако има нешто, преслушавме 50.000 разговори, имаме, но ништо крупно, има кривични дела, но не се од таков размер како што се очекуваш или како граѓаните. Натаму ќе видиме истрагата, ево тоа е коректно да се каже, а не да се создаваат печатоци. Пазите што се бара. Се врбуваат сведоци. Се прети на сведоци. Се нудат пари на сведоци. Да бидете заштитен сведок,
Можете замислите, вие него ни знаете сведокот кој искочил, кажал тоа што кажал против вас и врз основа на тоа вие треба да бидете предведени и притворени и да лежите во притвор. Таа баре уште поголеми овластувања во делот на заштитен сведок, народот си го вика кодош. Значи, на кодошите да им се дадат уште поголема заштита и уште поголеми ингеренции на специјалното обвинителство за да може да дава политички продукт што се вика кривични пријави и тоа е целта. Што е можно повеќе кривични пријави да се пуштаат, наводно истражните суди не прифаќаат притвори со цел да се покаже дека еве што немаат во судството тие никого, значи не може да се прифаќаат кривичните пријави. Кој е тој судија, истражен или било каков, ако вие имате кривично дело за кој што постојат докази, да не одреди мерка притвор или да не го прифати обвинението. Кој е тој што ќе ве спаси? Зашто тие предмети има ревизија, има некој што ве оценува вас во работата. Но во исто време сакам да кажам дека и Кати Сејанева и сите што се во овој процес треба сериозно да внимаваат затоа што еден ден за оваа работа ќе има процес на рехабилитација и јас сум длабоко убеден дека ќе бидат ставени на срамот на столбот на срамот и еден ден некој ќе пишува историја кој во оваа земја во даден момент каква улога играл. Дали играл улога да ги штити интересите на овие граѓани или се обидувал да ја разнебити Република Македонија, да прават странските служби во Република Македонија што сакаат, како сакаат и кога сакаат да ни поставуваат влади, да ни поставуваат марионетски влади, да ни поставуваат прослушници, да ни поставуваат влади кои што ќе работат спротивно на интересите на граѓаните на Република Македонија. Ако Република Македонија од Турски поток требаше да добие 340 милиона евра годишно, 340 милиона евра годишно помножено по 4 години се 1,5 милиарда. Знаете ли вие што ќе направи Македонија со 1,5 милиарда во инфраструктура, во енергетскиот сектор? Можете да замислите, значи браната Чебрен треба да чини негде околу 600 милиони евра, а ќе биде втора по големина брана во Европа и ќе дава 250 мегавати електрична енергија и ќе ги пегла екстремите испадите на цел Балкан, а таа струја се вика вршна струја, значи таа електрична енергија што ќе произведува Чебрен е многу скапа. Значи, што се можеме ние да направиме на 4 години со средства од Турскиот поток? Некому му сметаат како Република Македонија економски се развива. Некому смета што Македонија сака да направи слободна финансиска зона каде што ќе влезе многу капитал, каде што ќе се вработат наши луѓе, каде што тие и странци што ќе работат во таа слободна финансиска зона ќе користат домашни услуги, ќе користат станови, ќе користат логистика, вработени од земјата ќе има и така натаму, значи едноставно некој се труди да од Република Македонија направи центар овде на Балканот, очигледно се задира во нечии интереси однадвор, а таа логистика што ја дава за спроведување на тие интереси однадвор е токму Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз и ние како партија не можеме да стоиме ниту пак да ги поддржуваме оние што работат спротивно интересите на граѓаните на Република Македонија. Иако велите дека избори нема да се одржат, сепак се подготвуваат на големо коалиции, односно се прават одредени калкулации кој со кого ќе настапува, кој со кого ќе коалицира доколку нели се одржа, доколку биде формирана влада. Дали вие размислувате, опозицијата веќе се групираше, таму отиде Дом, постои уште една, да кажеме, десна опозиција, односно опозиција на десни партии, вие дали останувате со сегашните коалициони, да кажеме? Ние на избори ќе одиме со оние што сакаат да одат на избори, не со оние што избегаваат на избори. Второ, ќе одиме на избори во коалиција што со оние што се борат за македонските национални интереси, а не со оние што ги предаваат македонските национални интереси, што значи дека сметаме дека во овој момент не е потребно растурање на силата, на енергијата, 30.000 гласови што ги има Гром да ги расфрла и така натаму, ќе биде најдобро тие да се сконцентрираат на едно место, затоа што ова битка ќе биде битка со оние програми кои што се за Македонија и оние што сакаат да инсталираат квисличка, односно марионетска влада во Република Македонија и затоа сметаме дека треба да ги концентрираме гласовите и треба да однесеме убедлива победа за да сватат и тие што се во опозиција и тие што биле лажени и чадорот на овие што ја направи целиот овој циркус
Союз да сватат дека граѓаните на Македонија каква Македонија сакаат и што мислат за нивните активности во изминатиот временски период. Правите ли интерни анкети, како стоите сега, како се движите? Да, правиме интерни анкети, вие видовте дека од малите политички партии само Гром се појава на рейтинг листите. Рейтингот е 0,9%, правивме една анкета и ние, тој е тука негде отприлика 1,2%. И сега, како можам јас да очекувам дека ќе победам на изборите, ако имам рейтинг 0,9 или анкети кои што ние сме ги платили, ние сме ги рачале, се 1,2%, мојот рейтинг како политичар е негде 1,3%. Натаму и на нашите анкети е тука негде, што значи дека како ве вадат анкетите пред избори, горе-доле резултатот тој ќе ви биде и после изборите, а Социјалдемократскиот сојуз пред ниту едни избори не бил во водство, а имал слаба изборна кампања, на терен слабо работеле, слаба политичка понуда, слаб програм, слаба понуда за решавање на социјалните проблеми на граѓаните, за решавање проблемите во земјоделието, во енергетскиот сектор, во енергетската ефикасност, социјалната заштита, во делот на образованието, безбедноста и така натаму и како очекуваат тие да добијат избори кога нема комплетна понуда кон граѓаните, што значи дека на сите аспекти пред изборите и после изборите се уште послаби во однос на владината коалиција, а пред изборите биле со дупло послаб рейтинг од владината коалиција и се чудат како губиле на избори. Ви беше ли страв кога почнаа прислушкуваните разговори? Беше ли страв да не излезе некој таков разговор? Конкретно вие бевте дел од СДСМ на времето. Не, воопшто, и вие видовте дека единствена партија и единствен лидер кој не се уплаши од бомбите беше Граѓанската опција за Македонија и јас, и дека цело време обстојуваме со напад кон Социјалдемократскиот сојуз и кон Зоран Заев со ова што тој го прави, затоа што граѓанските партии сметат дека приватноста е света работа. Никој не смее да влезе во ничија приватност и во разговорот помеѓу мене и Драги Милетич кој го објавија, што имаше нешто што е спротивно интересите на граѓаните на Република Македонија или каде тука е нарушен државниот интерес. Јас можам да кажам дека добро знам што правам и што зборувам и со кого како зборувам и затоа воопшто, ама апсолутно не се секирам за тоа што тие имаат и што тие можат да објават. Главниот проблем кај нив е, вие гледате дека Зоран Заев ќе има интервју, после неговото интервју ќе му најдат 10 гафа што ги направил во самото интервју или во самото обраќање, на подготвени прашања, на подготвено интервју, а тек да имаме снимки што тој зборува. Така. Значи кога тој не знае дека некој го прислушкува, а имавме такви прилики да видиме, но ќе ви кажам една работа. Не може ставањето слушалици на уши, влегување во туѓата интима да ти биде единствена понуда и единствен услов за да дојдеш на власт. Народот, граѓаните бараат многу повеќе од тоа. Неблагодарно е да се каже, меѓутоа мора се спустиме и на локално ниво, се разбира за нашите гледачи. Виктор Цветковски, да се разбира, и он има свое покренато во Основниот суд Куманово, се води постапка токму против лидерот на СДСМ и локалниот председател на СДСМ во Куманово. Да, разговорот што го објавија со Гордана Јанкуловска, каде тука има спротивност со интересите на граѓаните на Република Македонија, кога Виктор Цветковски само 40 минути претходно во кабинетот кај Бранко Црвенковски заедно со Зоран Дамјановски, градоначалникот на Куманово, разговарале потпуно истата работа, ја разговарале за евентуално насочување на гласови или повик на граѓаните да гласат за Социјалдемократскиот сојуз. Нарушена е неговата приватност, со право Виктор Цветковски поднесе тужба и нормално ќе се гони низ надлежните институции. И тука можете да видите дека предметот го зема Катица Јанева, а потоа донесе решение дека тој предмет треба да се гони по приватна тужба. Ве молам, како можеме да гониме по приватна тужба кога телекомуникациите и следењето на телекомуникациите се надлежност на државата и државата е таа која што треба да ги заштити граѓаните од следење, од прислушкување или било што, и како Катица Јанева најде експресно да го отфрли
барањето на Виктор Цветковски и во исто време, пазете, неписменост, никаде во решението што го донела не стои правна поука со која што тој може да се жали евентуално до вишето јавно обвинителство и така натаму. Значи сите оние што се правници знаат дека во секое решение кое што е донесено, вие мора да имате правна поука, а обвинителство не работи со информација, туку работи со решение. Меѓутоа таа очигледно дека ни основните, како да кажам, правни постулати не се познаваат и не се почитуваат. Кога сме веќе кај изборите и кај ова помалите партии, имаше одредено, да кажеме, одреден дисбаланс на силите внатре во СДСМ, кога представници на шарената револуција како такви планира да земат одредено место со СДСМ, едноставно да им дадат подршка на таа партија и на опозицијата. Какви е од вашето размислување за шарената револуција и каков е вашиот став? Како ете, помала политичка партија која што сепак излегува на рейтинг листите? Па не, како да кажам, шарената револуција е диригирана, сапортирана, логистички поддржувана и со луѓе, и со средства, и со материјали и така натаму од страна на Социјалдемократскиот сојуз, и нормално шарената револуција да не може да прерасне во политичка сила, туку бидејќи е таа контролирана од Социјалдемократскиот сојуз и кој е тој некого што го финансира, што го поддржува логистички така натаму да сака да се направи конкуренција, сопствена конкуренција на самиот себе, практично тие ќе делат исти гласови, нормално дека тоа не може да се развие во политичка сила. Само оние кои што се, како да кажам, политички недоволно едуцирани, не знаат дека тоа е продолжена рака на Социјалдемократскиот сојуз и тоа е јасно зашто тоа така завршува. Нормално некои од нив, мислејќи ги дека со неколку интервју или неколку изјави на телевизија, нормално им растат апетитите, меѓутоа во исто време битката внатре во Социјалдемократскиот сојуз за претседнички место исто така е голема, така да не очекувам многу резултат тука за оние што ја игра улогата на така наречен граѓански сектор во оваа шарена револуција. И уште еднаш на локално ниво рековте дека очекувате да бидат изборите заедно со локалните избори, заедно со предвремените со локалните избори. Каква е позицијата на Громов овде во Куманово? Според вашите интерни анкети. Па, ние имаме овде добра структура, која што и на минатите локални избори зема негде околу 2000 гласови, и тоа беше како независна листа. Во изборите 2014 година повторно се движевме околу 2000 гласови. Сметаме дека имаме квалитетни кадри и дека повторно на овие избори ќе имаме значајна улога и овде во Куманово. За нас Куманово е значаен град кој што тоа е најголемата општина во Република Македонија и секако дека ќе се потрудиме да се наметнеме кај граѓаните на Куманово како можна опција овде во вашиот град, имајќи во предвид дека општина Куманово не напредува соодветно на оно што би требало за најголема општина во Република Македонија. Јас ви благодарам што бевте наш гостин, се надевам дека повторно ќе гостувате доколку има одредени промени. Се разбира и во вашето работење како градоначалник и се разбира како лидер на политичка партија. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.